Причините за назначувањето на Кочо Андјушев на американската црна листа се многобројни и се за вмешаност во повеќе случаи на корупција. Амбасадорката на САД во земјава денеска на брифинг за новинари објаснуваше зошто екс-вице-премиерот за економски прашања од минатата недела се најде на овој список. При тоа, Анџела Агелер не навлегуваше во детали за конкретните случаи за кои американската администрација има докази за коруптивни дејства на еден од најбогатите македонски граѓани. Има разни аспекти во кои не можам да навлегувам поради приватност, зашто приватноста ја земаме во предвид дури и за лица кои ги санкционираме. Сум чула како луѓе велат, зошто него? Поточно еден новинар ме праша зошто Кочо, тој е фин човек. Пак ќе кажам дека има многу докази за бројни случаи, така што не е само еднаш се лизнав. Мислам дека вие тоа го знаете. Сте виделе многу случаи, многу инстанции. Станува збор за прашање на отчетност, да се биде одговорен за своите чекори. Не можам да навлегувам во детали, законски не ми е дозволено. На Андјушев и на неговото семејство им е забрането да патуваат во САД, но тоа барем засега не значи дека не може да има бизнис во Америка или бизнис односи со американски компании. Андјушев уште минатата седмица најави дека ќе се жали на ваквиот чекор на американската администрација. Мислам дека веќе поднесе жалба. Можете да најмите адвокати во САД. Сме виделе лица кои во минатото сме ги санкционирале во земјава, во светот, низ регионот. Многу санкционирани официјални представници кои имаат тимови адвокати во САД, кои се обидуваат да се спротивстават на назначувањето. Негово право е да најми адвокати во САД и да се обиде да ја промени одлуката, но како што кажав, оваа работа не е нешто што се зема туку така. Таа одлука е донесена по разгледување на значителни докази. И пак ќе кажам, слобода на говор. Можете да кажете што сакате да ги најмите, кои сакате адвокати и тоа од него зависи. Јас не би се обложувала на тоа. Дали ставањето на Андјушев, кој важи за човек близок и до поранешниот премиер Заев, но исто така и до опозицијата, е некаков сигнал за тоа кој би можел да биде следниот на списокот. Агелер не одговори на ова прашање. Можам да ви ветам дека има и други лица чии случаи се процесуираат во Вашингтон. Не сакам да шпекулирам кога тие ќе бидат објавени, но ви ветувам дека ова не беше последното име. Што со шпекулациите за Зоран Заев, меѓу нас зборувавме дека можеби тој е наредниот. Вие кажете ни, тој беше споменат во еден од документите. Да, беше во смисла на бизнисменот од Црнагора. За кој Заев зборуваме, Зоран или некој друг? Нема да ви дадам други информации за тоа кого разгледуваме. Нотиравме дека сознанието со кого соработувате може да влијае врз вас и врз вашето семејство. Во изминатиот период покрај Андјушев на црната листа на САД се најдоа уште неколкумина високо профилирани политичари и бизнисмени како струшкиот градоначалник Рамис Мерко и контроверзниот бизнисмен Орце Камчев. Ваквите чекори, како што вели Агелер, се начин за Вашингтон да помогне во борбата против корупцијата во земјава. Има епидемија на корупција во оваа земја и го има зафатено секој сектор, секоја организација и само преку повикување на корумпираните актери можеме да почнеме со помагање за земјата да се справи со тие прашања. Обесхрабрувачки е затоа што особено во последната декада видовме значајно зголемување на корупцијата во оваа земја. Што може САД да направат? Работевме на обука на мнозинството судии во земјава, на мнозинството обвинители и други лица кои се дел од судството. И како што реков, немаше некој голем поврат на инвестицијата. Од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Вашингтон и Скопје, САД дале околу $0,5 милиарда во добро владење и владење на правото. Области во кои Северна Македонија не успева да покаже континуиран напредок. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.